Благодарам, подпредседателе. Колешке Дафина Стојановска. Во еден дел се слагам во оној дел од вториот во кој што кажувате дека на комисијата беа усвоени ваши амандмани и се што е добро и што е во прилог на заедничка борба против ова денешно зло во светот, нормално дека е добре дојдено и секоја добра конструктивна дискусија е добре дојдена. Меѓутоа, во првиот дел, во вашиот поведен дел, па и потоа при крајот, цело време вие се повикувате на тоа дека не се реагирало навремено, дека нашиот систем за здравство затаил. Јас само ќе ве потсетам и сите вие кои што ќе говорите понатаму и ќе ги користите и злоупотребувате говорницата за да кажувате невистини, отворете на страната на УНИЦЕФ за Република Северна Македонија и ќе кажете и ќе прочитате точно ова. Лажните вести и дезинформации се повеќе растат паралелно со ширењето на новиот коронавирус и може да бидат исто толку опасни колку и вирусот. Особено сега, кога развивањето и дистрибуцијата на вакцината забрзано се одвива. Сега повеќе од кога било, пресудно е луѓето да добиваат информации од доверливи извори за секој може да донесе вистински информирана одлука за сопственото здравје. Во овој момент понудата на вакцини против COVID-19 не се совпаѓа со побарувачката во светот. Ова е светско прашање, не е само прашање на Македонија. Вакцините се нов критичен инструмент во битката против COVID-19. А што се однесува до Северна Македонија, СЗО во Северна Македонија тесно соработуваше со Министерството за здравство на подготвеноста за вакцинирање против COVID-19 во земјата, вклучувајќи изработка на национален план за вакцинација против COVID, приоритети поддршки на соодветни студен синџир и обука на медицинскиот персонал. Можам да потврдам дека Северна Македонија ги исполнува наведените услови кои се услови за СЗО за вакцината против COVID-19. Имаше многу дезинформации, но претседничката на УНИЦЕФ вика дека владата изврши навремено барање, навремена подготовка, навремено плаќање. Иако се очекува првите дози да пристигнат во земјата во првата половина, значи целосно ве демантираат во вашите излагања дека она што се презело не било навремено и не било соодветно. Ве побиваат од Светската здравствена организација преку организацијата на УНИЦЕФ и Канцеларијата за Република Северна Македонија. Значи, лажните вести нагласуваат тоа што се прави фама, се пострашни дури и од вирусот COVID-19 во ова наше општество. Ви благодарам.